И добар ден, драги гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на ексклузивните интервјуа на Хајку МК. Денешниот соговорник е Огнен Здравковски. Добар ден, Огнен, како си? Добар ден, супер, фала ви на поканата. Одлично, ти како си, добре си? Одлично, фала ти. Имаш нова песна. Кажи ни повеќе детали. Така е, мојата нова песна искочи пред неколку дена, се вика Пекол и рај. Музиката работеше Александар Тарабунов, текстот е на Зоран Зондестановски и аранжманот и микс мастерот се на Димитар Андоновски. Работено уште многу одамна, така нешто пред короната уште е таа песна како демо, но ете сега си го најде своето време за да искочи. Одлично, авторите се твои блиски другари. Полесно или е потешко да се работи со нив? Па види, од една страна е полесно, бидејќи пак се познаваме, се дружиме многу приватно и си знаеме многу работи што сакаме, што не сакаме, а од една страна е потешко, бидејќи сепак кога правиш нешто за близок човек, не знаеш тачно како ќе испадне, така да мешано е, не можам да кажам дали е лесно или тешко. Што представува Пекол, а што рај за тебе? Како што представува и за секој нормален, рајот е нормално добрите луѓе, а Пеколот се лошите луѓе. Кој те покани да учествуваш во проектот Македонија во срцете носиме? Како дојде до тоа? Скендеровски продукција ми се јави уште кога беа во организација со проектот. Не знам како беше, пола година пред проектот ме викна на состанок и ми кажа што како ќе се одвие, дали сум заинтересиран. Од старт ја прифатив понудата и после тече подготовки, некои договори, ете договоривме, испадна многу убав проект. Одлично, а колкава е честа да се биде дел од ваков проект? Како Македонија во срцето носиме. Тоа е преголемо искуство, најголема чест, бидејќи сепак си представуваш македонската песна, својата татковина на ни цела држава и пошироко од неа и надвор. Дали може во иднина да очекуваме нешто слично? Како Македонија во срцето носиме? Па зошто не? Јас сепак сум попејач, но веќе идам на кај 30 години, имам 27 и чекав да малце да созрем за да мешам повеќе со стилови, но веќе почнав као Пекол и рај, немам снимено да сега песна, тоа е малце како етно мелос има во аранжманот. Понатака може ќе слушнете и нешто скроз поразлично од мене. Кажи ми, што правиш у слободно време, кога немаш настави? Цело време кога немам настави сум дома со внук ми, тоа ми исполнува највише, бидејќи глава кога не можеш да кренеш цело време си негде хаос, негде си турбо, изморен си, изнемоштен си, без енергија. И така си одмарам со него, ме полни со љубов и енергија, што тоа ми фали. Така да со него сум цело време. Дали се гледаш во улога на татко, може би наскоро? Зашто не? Тоа нема правила кога и што. Многу пати ме прашале дали имаш девојка, кога ќе се жениш, да немаш нешто сериозно. Нема тоа ништо правило. Така да све доаѓа спонтано, ќе видиме. Моментално си слободен? Моментално сум слободен, да. А кажи, многу се шушкаше по Скопје ти дека си идол со Лина Пејовска. Дали е тоа вистина? Не, вистина, Елина сме многу добри другари приватно, многу се дружиме и еден период бевме она буквално неразвојни секој ден. И може и за тоа не помешале. Така некој муабет искочи и баш се смеевме со Лина, но баш до ден денес сме исто многу добри другари. Како не се родило нешто, барем нешто малце да ве заголицка и двајцата во толку дружења? Не знам што ти кажам. Па на смевката ми кажува другачка. Не знам, тој Лина треба да ја прашаш, ама не, јас ја сакам Лина. Но ти си машко? Добре, јас за мене ќе одговорам. Јас ја сакам, ја почитувам Лина многу, немало ништо такво, но не знам, може ќе има некогаш, не знам што да кажам. Опа, добро. Каде и како полниш батерија? Па ти кажа пред малце највише дома и во слободно време го користам со друштвото. Ќе го изваме од најдобар другар што ми е Алекс, со него 24/7 сме заедно и пред се што се дружиме и работи со мене приватно исто во мојот бизнис е сега за сите мои проекти и песни што следат со мене во тимот. Кажи ми, што прво приметуваш кај девојката? Тоа се ме праша исто пред некој ден на интервју. Прво што приметуваме нормално карактерот, второ очи и насмевка. Тоа највише ме привлекува. Што ти е најважно кај партнерката да го содржи нејзиниот карактер? Најважно е пред се да биде искрена и да нема глума и лаги. Каква си, таква си. Дали си, не знам, арогантна, биде арогантна, нема ми глумиш дека не си арогантна, а после да искочи се тоа на виделина. Само искрено сакам. Подреди ги од 1 до 5, според физички изглед, следните пејачки. Лина Пејовска, Ема Радујко, Мартија Станојковиќ, Барбара Поповиќ и Лара Иванова. Прво место ќе биде Барбара, второ Лина, трето Мартија и уште кој бе? Лара и Ема. Лара и Ема. Која песна нарачуваш во кафана? Која те мама онака у срце? Свирајте ноќе само за њу, од Тома Здравковиќ и од Джеј Неделја. А дали постои некоја женска на која што е посветена таа првата песна? Свирајте ноќе само за њу, да. Може да откриеме која? Бивша девојка? Па, бивша девојка е, да. Голема љубов беше? Види, за мене секоја љубов е голема. Дали
дали бившите девојки или сегашните, а секоја сакам подеднакво и се пружа максимално во врска кога сум, така да не делам мала или голема љубов. Ама општо тоа е баш тешка песна. Тоа значи дека оваа може била една од најголемите или најголемата? Па мене сите тие тешки песни многу се пронаоѓам во нив и ме погодуваат во срце, така да не била една од најголемите, но сепак била во поголемите, ќе кажам. Имаш широк репертоар. Кои песни од Лукас ги пееш на настапи? Во последен период, последниве 2 години, избегавам да пеам турбо фолк музика, пеам моја авторска што ја снимам и пеам Ексију забавни во стилот на Чолич, на Мерлин, на Тоше. Имам порано пеено, не дека кријам дека ќе се правам, ја не пеев тоа, пеев порано и нормално некои приватни и простои кои сум ми бараат на настапите да пеам од Лукас песни или такво и пеам, ама само на приватни. Па јас ако би ти побарала сега да избереш некоја најубава песна од Аца Лукас и да ни отпееш една строфа или рефрен. Нормално јас со Лукас се знам и се почитувам многу и Лукас е една голема легенда, така да не знам која, сите му суве, нема тој чек лоша песна. Милена, ете нека биде Упали светло. Ајде да слушнаме. Упали светло да се гледамо у очи, као старој дечио игри хоче дужем очи. Кажу да судбину нико не може да спречи, шта ќе нам речи, очи ќе нам речи. Поздрав до Лукас и да има убав концерт сега ќе има во Арена Борис. Фала ти многу. Ако ти пеат нуво Стојна Николова и Марија Луиза, на која повеќе ќе дадеш бакшиш? Еј, шо си ти тара, кај ги најде прашања? И двете ги знам, но Марија знам повише. Така да... Која прави пова атмосфера? Марија Луиза. На неја ќе дам повише. Колку? Кралица на бакшишот нели е Марија Колку? Луиза кај нас. Колку пари? Колку би избил? Па не знам со колку пари ќе ме фати спремен кога сум таа вечер искочен, ама Ако си рака пол спремен. може и И сведи почне со да. свирете ноќа само за нju. Може и сведи да. Одлично. Многу сакам јас така, иначе во кафана кога сум слободен, а тоа ретко се случува да се опуштам и ги почитувам многу сите пејачи, музичари, бидејќи јас сум го почнал тој пат и уште го работам тој и така да секогаш ги почитам и им давам бакшиш. На која фолкерка ти би пеел нуво? Ај нека еве Анета, одлично. не се почитувам многу, јас сакам како пејачка, така да она прекрасен вокал, на не се би пеел. Дали поддржуваш силикони или природно си е природно? Па не дека не поддржам, но за мој вкус сепак природно си е природно. Поддржам, не дека не, секоја втора девојка моментално е тоа нормално и убаво изгледа, но јас сум повише за природно. Деновиве се навршуваат 3 години од како го изгуби војкот и македонската легенда Зоран Џорлев. Кој совет од него вечно ќе го памтиш? Имаше многу совети, но тоа што ќе памтам цел живот е и што ми го збореше допред да почине, да бидам цело време свој и да не си стан све на срце, бидејќи он тоа го правеше порано и со тек на искуство прекина да го прави. Све што ќе каже некој нешто за мене, дали чини или не чини, само вика работи си, терај си го својот пат и нема шанси некој да ти го земе тоа што си го наумил и Бог што ќе ти го даде. Само Бог ти го дава и Бог ти го зема. Каков човек он беше за тебе приватно? Па Вујко ми бил буквално како татко ми, дури можам да кажам и повише, бидејќи сепак Вујко ми се бавел со музика, а татко ми се бави со нешто друго и јас од мал сум со него. Он нема зборови што можам да опишам како бил. Дали постои некој заеднички настан што уште го памтиш? Премногу заеднички настани се, но последен и најубав ни беше на неговиот концерт, 40 години дружење со Велината во Македонско опери балет го имаше концерт. И за крај, какви желби си посака за новата година и што да очекуваме од тебе у 2025? Си посакав пред се да сум здрав и жив и јас и сите мои најблиски, да имаме разбирање, второ кариерата да ми оди уште погоре од сега што е и да си најдеме некоја девојка, дека неам нели ти реков. Несреќен со љубовта? Не дека сум несреќен, него сакам врска за озбилно моментално, бидејќи едноставно сум Мислиш дека старееш? Па ти реков идам дека 30 години, така да Тоа страшно ти е? па допред некој време не ми беше, ама веќе почнува да стане. Ама знаеш како викаат машките зреат како вино. Па така е, ама затоа јас созрам и сакам нешто да спроменам во животот, како е сериозна врска, стабилна и сепак разбирање и поддршка. Ти благодарам многу. Фала и на вас. Јас сум Огне Здравковски, а вие гледате Хајп МК.